Тоа сме повторно ние, вашите пријатели. Нема сомнеш дека животните се најпосакуваните суштества на планетата. Многу луѓе своите миленици ги третираат како дел од своите семејства. Тоа е така поради фактот дека нашите миленици ни даваат прекрасни моменти исполнети со многу среќа. Затоа, драги гледачи, земете го вашиот миленик во рака и следете не. Во денешното издание на емисијата Пријатели, како наш гостин ја имаме познатата македонска естрадна звезда Ламбе Лабаковски. Ламбе, дали ги сака животните и дали во вашиот дом чувате домашно милениче? Па да, секако се разбира дека ги сакам животните. Кога ете ќе ми спомнат животни, најпрво што ми текнува е куќето, бидејќи уште како мал чував некои куќиња, така имав кеф, имав едно омилено кое ми беше и не знам, но се разбира дека ги сакам и останатите животни и нормално. Сега работата и времето не ми дозволуваат да имам миленик дома, но кога би имал повеќе време, секако дека би чувал. Така, како што ни кажавте дека во детството сте чувале миленик, како се викаше тогаш миленикот? Се викаше Џони. Па секојаш наредно што ќе дојдеше некој, значи не го чував дома, во дворот го чувавме, но некојаш дали ќе исчезнеше или нешто ќе се случеше со него, секој наредно кој ќе го земев исто го викав како првото, бидејќи тоа беше омилено. Едно ми го изгази, ја знам, една кола ми го изгази и бев цел ден тажен поради тоа, но тоа се случува, нели? Да, има некоја символика името Џони или само онака што Па има символика, да. На времето кога растев јас беше популарен оној филмот Роки 1, Роки 2 со Силвестер Сталоне, па имаше еден лик таму Џони што се викаше и не знам, можеби на него го викав куќето Џони. Кој е твоето омилено животно? Моје омилено животно, што знам, ете, можеби куќето би го извел како и од детството, бидејќи имам спомени. Пред да започнеме со емисијата, ни спомна дека често го посетуваш манастирот Свети Јован Вигорски. Па дали кога одиш таму ги посетуваш нивните миленици? Секогаш кога одам, можеби не секогаш, но 90% кога дозволува и самите служби таму да има време да се посетат, шарпланинците и маламутите во Рајчица, во Свети Јован Вигорски, заедно со отец Профири кој ги чува, кој е задолжен за сите тие. Нели таму има и шарпланинци, има и едни сега гулаби од пред неколку години кои не знам како ни се викаат, така со интересни перија назад. Ги има и тие пауните. Сите ги интересно е да ги посетиш бидејќи некогаш има и малечки, има и така баш се интересни како една градина со животни им е таму. И знам дека и пред некоја година имаше и едно диво праси симнато во манастирот, па го има малку примитомено, како се вика, да се чува, нели, од луѓе и беше интересно, сите си игравме, беше малечко, Гиле се викаше. И кога веќе почна да расти, дивината си го вика и мислам дека го пуштија во дивина и си замина. Често се случува таму да се симне и некоја мечка и волк, така да остави траги или да помине, да се види. Така да ги посетувам. Шарпланиците се многу интересни бидејќи се многу големи, а се многу дружелюбиви, да кажем. Кога одиш со познат некој нормално. Така. Пример, кога во твоја преградка имаш милениче, кои се оние чувства кои ти ги буди миленикот? Па не знам, ме потсеќа на детството. Ќе се навратам на првите прашања, на тоа ме потсеќа искрено. Кој е чувството? Нормално дека се сакаат животните. Не знам човек кој не сака. Можеби има некои кои имат помалку или повеќе симпатии код еден или код друг вид на животни, но јас бев обкружен волјубено со значи тоа што го чував и други куќиња и ден денес немам никаков страв да повалам некој куќе или пак на крај памет да ми се пушти, знам дека никое куќе не е агресивно, освен ако е пуштано на борби и некои такви глупи работи, да речам. Но
сепак пак не можам да го споредам со човек нормално, бидејќи не може да се има чувства исти како нели спрема некој ближок. Така. А дали се сеќаваш на некоја случка поврзана со некое животно, што може би те потсеќа на нешто, те може да ни ја пренесеш? Па, со животно. Не знам, интересно беше можеби тоа што еднаш со еден другар во зоолошка ни се пуштија ламите да не плукаат. Тоа беше интересно. Потоа што друго, аз се сеќавам како мал еднаш се шетавме во природа и во една ливада имаше, значи пасеа крави. И нормално меѓу кравите имаше и како се викаат и машки биволи или како да јунци да кажам. И дали му беше периодот или не знам каков период имаше, знам дека ни се пуштија и не бркаа, па многу, значи толку сме бегале, сме трчале што знаете, се испотивме од дури ние може бевме километар избегани од тоа што не бркаше, но од стравот избегавме уште толку за да бидеме сигурни. Така немам некои, што знам, вака и не ми текнува многу некои други случаи, но сепак често знам и кога ќе одам во некој двор, знаете, кучињата знаат да го чуваат местото каде што им е заокружено и кај што му живее газдата. Често знам да го смирам и да се чудат зошто како да речам се смирило куќето, бидејќи воопшто немам страф и не знам, така, можеби таква енергија му ширам на животите. А дали размислуваш можеби во иднина да вдомиш домашен миленик? Па да, таа акција искрено ми се допаѓа, така што сега од карчи гледам некои кучиња кои се одбележани. Зашто тоа е еден убав гест и мислам дека зашто да се купува или да се трошат многу пари на миленици, може и да се вдоми некое куче, да се избања, да се направат сите потребни хигиенски и ветеринарни работи да биде во ред. Може би, во иднина, искрено, многу сакам да чувам миленик и да имам, но тоа што, малку сме сите во брзање во ова брзо време со живот и не ми дозволува времето да чувам, бидејќи сепак е одговорност да се има милен. Ми представуваше особена чест и големо задоволство што беше мој соговорник. Ти посакувам многу успеси во иднина и се надевам дека во наредното снимање ќе бидеш наш гостин заедно со твојот омилен миленик. Па добро, и мене ми е драго, долго време се договораме со пријатели да снимиме нешто. Навистина убава емисија, убава како да речам убав гест према тоа што некои чуваат миленичиња па да ги покажат. И благодарност уште еднаш до пријатели и до сите кои не гледаат. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди. По 10 телевизори, фрижидери, машини за перење, аголни гарнитури, трапезариски маси и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Епа на здравје кафе со Елит кафе.
команда е за препасливост, да се крени за напад. Ќе дам прва команда за препасливост, а после тоа ќе следи команда за напад. Добре. Кучето е спремно веќе за напад. А таа команда што ме кажам сега. И сега ќе ме дам команда за напад. Капе! Прикој, Вилю. Браво, јо, добри. Добро. Како се Наставете. Погади го, јо. Погади. Браво, стои. Јо, туту. Поздрав. Поздрав. Браво, прит. О, Вилю. Сите ние кои имаме кучиња сакаме да ги дресираме. Затоа денес ќе разговараме со дресерот Ефта. Здраво, Ефта. Здраво. Најголем проблем е како да ги научиме нашите миленици да извршуваат физиолошки потреби надвор од домот. Пајде кажете ни како да ги научиме. Видите вака. Значи тоа со вршењето нужда е голем проблем не само во Македонија, туку насекаде по светот. Пратам на интернет разни расправи имаат околу таа работа. Луѓето собственици на кучина сакаат да тоа да оправат послободно некако, а другите љубители на кучиња или останатите граѓани се противат на тоа, например кога куче ќе направи нужда на улица. Затоа се сегде по светот и кај нас се донесува закони за тие работи, каде што ако доколку кучето изврши нужда на улица или на било каде на едно место, мораат и на тоа се прибери. Сега јас имам по мојата програма кучињата многу добро може да се научат да вршат нужда кога собственикот ќе им каже и никогаш не ќе дојде до потреба да мора да метат по улица измет. Значи и кога сака споменикот собственикот, а и кога ќе му рече, и кај што ќе му рече на кучето. Како да ги научиме на тоа? За ова вежба да се постигне треба кучето правилно да се воспитува уште малечко. Значи уште малечко кога треба да правилно да се почне со дресура, со воспитување, со општо воспитување и со самото тоа после многу лесно кучето во иднина да научи да врши команда под команда нужда. Сега првата работа што треба кучето да научите природната работа. Природно да врши нужда. Значи не кај што спиет, кај што седит, кај што лежит или во куќата или во дворот, туку секогаш природно кучињата бараат вршење нужда негде настрана, понастрана од своето место. Тоа е природната работа, а тоа се прави додека кучето мало. Откога тоа ќе опостигне кучето, после со дресура се постига таа потешката работа да врши нужда со команда. Ова кога кажа многу луѓе не можат дури да го разбера како е тоа така, но еве и вие сами ќе видовте таму како кучето го излезе од дома, заминавне 100-200 метра заминавме подалеку од куќата и таму кога му кажав команда и кога што му посочив да оди, таму си оди, таму си ја пренужда. Значи јас одбирам негде кај што не му сметат на никого вршењето на нужда. А како да ги научиме на тоа? Значи од малечко кучето кога собственикот ќе земи малечко куче, треба да се посоветува со некој. Например, јас каков совет ќе му дам. Кучето редовно
да се ваѓаат од местото кај што седит ако е например во стан, ако е во стан да речеме. Ако е во стан, треба редовно неколку пати во денот да се ваѓаат надвор на место каде што може да прави нужда и таму ќе се пушти куќа да си поиграат. И после кога ќе направи нужда се враќа пак дома. Тоа неколку пати во денот. И тоа ќе му стане навика на куќето, самото после ќе чекат, ќе се трпи за да однесиш надвор да направи нужда. И во иднина тоа веќе се прави со десура, по-професионално, по-прецизно, поточно. Во иднина веќе ќе би тоа не ќе би воопште проблем. И куќето и ќе се намали и бројот на излегување во денот. Значи не ќе мора да излече 3 пати во денот додека мало. Колку време е потребно за тоа? Еве видовте бои на пример овој бој што излезе сега, еднаш на ден да го извадам, тој се трпи цел ден, значи. А најдобро е за куќето да ваѓаш барем 2 пати во денот. Доволно е 2 пати во денот да врши нужда. Најправилно е. Сега ако сте многу зафатени некогаш и еднушка да биде пак е доволно. Ако е добро куќе, добро воспитано, тоа ќе се трпи. И нема да прави проблеми. Значи кога некогаш ќе речат собственица куќи, ете колку паметно куќе имам, свичи и греби по вратата за понужда. Тоа е една добра работа. Но тоа уште подобро е куќето да би стрпливо. Значи да не цвичи, да не урлика за тоа. Туку да се притрпи и да сочекат собственикот да го извади надвор. Ето во тоа е што се на десурата. Куќето ќе свати кога ќе свати дека собственикот ќе дојде време кога ќе го извади и куќето ќе трпи. Нема ни да цвичи, ни да урлика, ни да греби врата, ни ништо. Едноставно ќе се притрпи и кога ќе дојде собственикот ќе замина по нужда. Од кога е најдобро време да се научи куќето да врши физиолошки потреби надвор од домот и дали со тоа треба да се извршува награда и казна? Кога ќе Значи време траењето на тоа нема тука време траење. Ностоп ќе учи куќето. Куќето учи од кога ќе се роди додека живее, до крај на животот учи. Значи и таа работа исто така, вршењето на нужда постепено ќе се учи, подолго време, подолг период. Значи навика да му стане на куќето. Не се учи тоа со сила, со тепање, со дирање, со кој работи таму. Тоа веќе се применуваат карање тие работи веќе кога куќето сгрешено. Веќе сгрешило, почнува да врши нужда дома во станот. И тогаш луѓето се ќе преземат само да се отвикни куќето до тоа. Ама најдобро е да не дојде до тоа. А да не дојде до тоа, да мораш куќето да караш, да гудираш тие работи, најдобро е со време уште малечко од мајката која ќе се земи и ома да почне да се учи таа работа. Додека дојде куќето во станот, кај собственикот, го учи мајката на куќето. Неговата мајка го учи. Како го учи? После 4-та недела негде куќината малечки почнуваат да шетаат од кај мајката настрана и си прават нужда настрана и после си доаѓаат до кај мајката. А до 4-та недела мајката ги чисти. Зашто тие не се подвижни. И кога куќето што е окучено, кај кучка, која што природно окучена, која што има можност куќето мало од леглото да оди по настрана си пренужда, тие се куќина најдобри. И такво куќе треба да се одбира. Соседите куќина прават грешки многу пати не во да сметка од каква кучка ќе земат куќе. Ако зеле кучка, како што сега практика по станови чуваат кучки, во едно сандуче, окучена и тука кучина порасна во сандучето, тие кучина веќе се расипани. Тие кучина тешко во животот ќе се вратат назад, тешко во животот ќе научат да прават нужда која што треба. Затоа што се научиле да прават нужда кај што спијат, кај што лежат. И тоа им стани навика. Тие се работи многу важни, че многу важна работа е куќето уште малечко. Уште малечко се учи исто кога децата. Ако детето го фатиш од малечко со ред како што треба, тоа ќе биде паметно дете добро. Ако ти го напушиш детето, па ќе земиш да учиш на 20 години, нема учење. Исто и со кучињата. Ни спомена дека со вашите кучиња имате играно на плоштади низ Македонија. Како ги имате научено вашите кучиња да го прават тоа? Видете, значи овие игри со кучина, глумење на кучињата во стари во песни, во музика, во разни други представи, глумат кучињата. По ритамот на музиката, да речеме, или по текст на некоја песна. И тоа за публиката, за луѓето, посебно за децата е многу интересно. И тоа треба да се прави што повеќе за луѓето, за децата, што повеќе да ги сакат кучињата. Значи, не да ги сакат децата кучињата за борби на кучина, туку да ги сакаат за такви работи. Кога јас ќе изгледам со било каква раса куче и кога кучето ќе направи некоја таква интересна вежба, поготово дое што се суиграње, секој човек, а и секој дете што ќе види вежбата, одма посакува да има такво куче, таква раса и такви вежби. Значи, автоматски со тоа е еден начин на борба против борбите на кучиња. Најдобар начин да луѓето да не прави борби на кучиња се баш овие игри. Значи, тоа најмногу досега го имаат по европските градови, пред во Англија на овие на емисии некои таму со многу публика, каде што му се пушта музика или без музика и кучето игра со разни финти. За тие вежби се постигнат, кучето мора да биде издресирано на добар начин. Не е како чуварските кучи на строг начин, зашто чуварското куче мора да биде строго дресирано, мора да биде пополно сигурно куче.
А овие куќиња што за играње треба да се учат на малце повесел, поубав начин. За куќето да биде расположено за игра. За кога ќе игра да биде опашката обикнената, ушите исправени добро, расположено куќето, да правите самото финти во играњето. И тоа ќе биде интересно куќе. Например, зборува веза Валдо. Валдо, докато тоа е моја куќе, на турски јазик ше вежбар. Валдо го правеше 10 години, тоа перфектно, значи, како што треба. Дури имав моменти кога Валдо понекогаш ќе беше толку расположен, кога прави представи, го оставав и сам да игра. Го пуштав сам био, само ќе му даја знак да почне и кога ќе почнеше тој да во тој круг, како што е публиката, да трча натака да се врти кога игра, да избедви некои природни игри негови. И тоа беше луѓето се будушевеа со тие работи. Значи, многу е важно за тие игри по-природно куќе да ги прави. Веќе се договоривме дека во некој наредните емисии ќе ви има повторно, каде што ќе кажеме нешто повеќе за дресурата на кучињата, подетално. А сега дали може да излеземе надвор и да ни прикажете што можете вие да направите со вашите кучиња? Можам да и покажам всекаки вежби, како ги сакате, само накратко нешто, пошто и времето не чини денеска, ете и врнежливо е. И куќето се уште да ова куќе што ќе го извадам сега уште го спремам, значи уште не е довршено. Јас сакам кога ќе направиме некоја вежба да би комплетна вежбата. Можам само онака на брзински нешто да ги покажам. Например, физкултурни вежби може да покажам, вежби некоја таква од овие од играњето. Физкултурни вежби таму на ступчина, попрецизни, потешки вежби физкултурни. Хајде да одиме и да ги видиме. Важно. Патувал со воз и одеднаш му ги снемало куферите. Брате, теме ги куферите да не се случи тоа што се случи лани. Повторно те почнал да вика низ возот. Брате, теме ги куферите да не се случи тоа што се случи лани. А добро, Зајко, кажи ни што се случи лани. Па ми ги украдоа куферите и не ми ги вратија. Ние искрено се надеваме дека овој пат на Зајко ќе му ги вратат куферите, а вие бидете со нас повторно наредниот викенд. Чао, чао!